Да, и одиме со последниот разговор, не е помалку важен заради тоа што ќе зборуваме за три различни сегменти. Прво е неговата кариера, или тоа ќе биде во последниот реддел, а двете први работи кои што ќе ги му обитиме се подготовка на автомобилите, па и мотоциклите пред оваа летна сезона. Горан Хаджилјовски, Чајка, од Тетово специјално за Телма, така? Да, благодарам за поканата. Драго ми е што ќе споделимо некое мое животно искуство, кое што е баш онака негде кај 42-3 години со автомобил и 45 години на мотор. Значи зборимо за професионално занимање со автомотоспортот, кај што во моите витрини има околу 164 пехари, пофалници, дипломи или надписи од сите балкански земји, чак и од Немачка, Германија. За мене има пишувано, каде што на насловна страна имаше на нивниот реномиран весник Allgemeine Zeitung, човекот без кочници. Човекот без кочници? Да, на насловна страна имаше. Мајка ви го прочита тој наслов, пошто знаеш она да си каже. Да, дефиницијата од мајка ми беше, значи покојна мајка ми и татко ми никогаш не ме поддржуваа во тоа. Никогаш? Да, и мајка ми секогаш викаше и кои ќе дојдат другари дека моторот е подвижен мртвачки сандок на тркал. Значи јас сум бил на сите овие наши телевизии, сум кажал дека имам 7 стратни повреде, значи кај што сум завршил со операција. А иначе две кои што вечно ќе ме прата у животот, едната при брзина од 260 км удрив у бетонски зид и успеав да се додржим. И у Словенија пат у провалија на ендуро надпревар од големите зборим ендура, што се над 650 кубика натаму, пат во провалија од 84 метри. На тој надпревар имаше 124 возача, значи мене публиката ми помогна да го извадим моторот горе, ја да продолжим со тоа, мада не сум знал дека сум го повредил петтиот пршник е вратот. И од 124... Уште па продолживте после паѓање? Да, од 124 надпреварувачи, и тоа зборимо за надпреварувачи осим од Балкан и од европските земји, ја бев седми, значи од 124 со повреда која што и ден денеска ја носим. Пети пршлен, Да, сериозна работа. да. Кога почнавме од обратно, нели требаше ова последно да го ставиме, сакам само да ги замолам во режија да ни ги пуштате фотографиите, само дел од фотографиите кои што ни ги испративте, нели, за да биде поинтересен целиот овој. Кога беше првиот? 77 година бевте првпат на надпревар? Да, 77, значи тога ми почнува мојата кариера, значи во Тетово, значи имаше еден многу повозрасен од моторџија кој имаше успеси во некогашна Југославија. Значи ја од него сум научил све, тој е сега покоен Перо Тушич, значи постарите и од Скопје, од цела Македонија го знаат. Јас сум негова школа, значи, и он прв пат ме однел на тие некои поважни надпревари. Првото мое, како да кажем, ватрено крштење било на Берановац, во Краљево, значи, таму прв пат сум возел мотор Мото Морини у класа од 175 кубика, и кај што сум, например, како дечко... Само извини што ве прекинувам, колку е ова, како вика ова, 310? Ова е 312, ова е со Порше возило, значи, а сега кој бев у Словенија пред некој ден, исто така со Порше возило, ама со пред мене чиста, значи, законот е многу ригорозен у Хрватска, и двајца другари отиднаа пред мене, значи да го провера патот, и после јас го така од... Знаеш, морате да имате испустен вентил, и возев 306 на аутопутот Загреб-Риека, значи. Се возиш или подлетуваш тоа? Како? На 306, како? Значи, најголемата брзина што сум ја постигнал во мојот живот, и имаше тоа лиценца, пофалница од Хрватската мотофедерација, тоа е 323 км на сат. Постигната. Значи, адреналин? Адреналин, добро, значи не можем јас да живеем без адреналин, значи не можем да функционираме едноставно. Така е. Уште има тие трки Биде, јас учествувам, значи, не, Тетово Гостија више нема, затоа што аутопутот е катастрофален, значи тука ми се десило мене, значи
никому не препорачувам сега кога се оди на кај, значи, Маврово, Охрид, по тој пат да се вози брзо. Значи, јас тука одва извадив жива глава, кога е предното тркало, значи ми удри во рупа и при брзина од 140 ми си скина предната гума. Значи ми го искарши браникот, ама успеав, некако се додржав и не паднав. Како тоа успеав се додржав? Има врска овој перо кој што ве внесе во сам или има врска? Тоа е, значи, искуството. Значи, ако е фатива спаника со дупната или скината гума при таа брзина, значи ова е, зборимо, смешна брзина од 140. Ама вие кој ќе влезете у некоја рупа и кој ќе ви се скине предната гума, значи морате да бидете што цврсто да задржите воланот, што со задњата конечница, значи пажливо да закочите, не нагло, значи затоа ќе изврти мотор. Така. Вие сте еден од оние кои што, како да кажам, кога ги правите тие предизвици или кога се предизвикувате самиот, нели, или кога одите на надпревари и така натаму, сето тоа е со смислено дека самиот, нели, влегувате во тој ризик и собствен ризик, да речеме, и се така, но ова што го прават децава, зборувам сега, па и повозрастни, нема врска со она што вие го правите. Не, види, моето е веќе се екстремноста на возењето, за разлика од ова класично возење. Добро. Е сасвим десето, значи нешто, така да... Ама и овие возат на едно тркало, па треба... Ама види сега, имате најголемиот ризик, статистиката покажува дека најголемите погинувања на моторџиите се децата од 18 години до 25, значи вие земате возачка дозвола, не значи дека и знаете да возите, значи тоа е само за да бидете регуларен во сообраќајот. И сега, нели, кај нас е тоа помодарство во Македонија да станува моторџие после 45 години и тие се во тој ризик влагаат, значи. Не се станува моторџие на 45? Не, никако, значи. Али ако бидете љубител, значи верувам дека тоа помодарството ги прати сите, па веројатно ќе биде малку попажливи при возењето, им советувам да бидат попажливи, значи страотно е тоа кое ќе паднете, а болот уште е постраотен. Значи јас сум човек, мислим дека не у Македонија, на Балканот можам да издржим многу бол. Страотно можам да издржим. Ова што е? Ова е за влез во Гинис, за влез во Гинис со врзани очи. Јас, значи, автопатот... Со врзани очи? Да, со врзани очи. Значи, ја ќе влезе во Гинисовата, затоа што патот, Тетово Гостија сум го извозил 9 пати, како тренинг збориме, а сум се припремал цели 4 години за овој настан и знаеш граѓаните и луѓето беа увек скептични, значи мислеа дека некој ми кажува по телефон, дека го слушам звукот од зидот и така некој, а уствари прво брзината тука не е поголема од 30 км на сат. Значи 5 работи морате тука да ги знаете за оваа работа. Значи морате да го наштелувате гасот на ручицата да не прима повише од 30 км. Прва работа. Кога предното тркало ќе ви влезе во каналот кој што е направен од камионите и од автобусите на автопатот, кога ќе влезете предното тркало, а ќе испуштите гумата на една атмосфера, вие веќе горе кај воланот имате контрола дали сака да излезе воланот. И вие веќе кога ќе тргнете, секогаш осеќате дека имате контрола дали сака предното тркало да излезе или не. И тоа е една од тие цаките, значи и вие само возите со втора брзина, значи и кај се наоѓате, на пример, си броите во себе. На пример, кој ќе дојдеш кај 420 бројката во себе, ти си веќе кај село Жировјан. Така, значи вие во таа... Значи, како се ориентирам? Подготовките, веќе си броиш и знаеш каде си. Да, од прилика знаеш каде си. Така да... Завлеговте во Гинис? Не, паднав, бев у Словенија на тркање и паднав и тогај мислим дека, како да кажем, повредата одев сите знае у град Тетово со штаки, едно 8 месеца многу лошо паднав, ама добро. Се вратив назад у форма, кај што паднав таму, на докторката се сеќам Хрватица беше што дојде да ме прегледа, абе викам докторке, кичмава нешто ме боли, они вика кралежница. И ми вика, добро е што имаш и кралежница. Да. Уште нешто, Титов врв е она што, нели, за кое што сме зборувале и може веројатно е нешто кое што не го искусил никој после вас, така? Не, и нема да го искуси, значи тоа е на еден настан што не само тоа, него
89-та година јас се качив со мотор. Тога и многу ми е криво што снимката, слики имам, ама снимката од тие ВХС, тога и режисер и јас сум должен на македонска телевизија, знаеш, да им га дадев таа снимка да остане, затоа што режисерот на целата таа работа беше покојниот Сашо Панов. Значи он га режисираше со двајца камермани, све. Јас се качив таа година со мотор. Мислим дека и ден денеска нема кача, со кола не сакам ни да размислим. Може некој ако сака да ангажира некој хеликоптер па да го спушта, затоа се работи за 70% успон, значи, а да качите возило таму. И јас тука сум сам на себе сум дал пролазна оценка дека на тој успон од 800 метра што се до кулата, мене возилото ниеднаш не ми дигна температура. Сега замислите што значи тоа. Треба да бидеш паметен возач. Да. Значи. Мислим, туе како сам себе си. Ова е нешто од тоа, така? Ова е возилото Peugeot GTI 205, кое што баш поприлично од 4 месеца го спремав, значи, за да се искачи таму, и се искачи. Браво. Добро. Сега во овие последниве минутки што ги имаме, ќе се вратиме повторно ако имаме време и на вашата кариера, збор 2 уште, и да кажеме некој нов предизвик ако имате пред себе. Да. Подготовка на автомобилот и на моторциклот пред летни одмори. Веројатно многу од нас, освен што треба да се подготвиме самите себе си, нели, за сето нешто ќе го подготвиме на одмор, така исто како што се подготвуваме себе си, треба да знаеме дека треба да го подготвиме и автомобилот и моторциклот со кој што треба да патуваме. Видите, значи ние имамо една лоша навика у Македонија, која што, например, припремата на автомобилот за на одмор, знаете како, јас стално кажувам вака со другари у шала, викам жената ден пред одмор да оди се депелира, а мушкарецот тога го носи автомобилот на подготовка. Значи, да. припремата на возилото пред за да тргнете на пат, значи тоа, значи морате најмалу 2 недели претходно. 2 недели? Да го спремите возилото. Затоа што вие не знаете што мајсторот направил, механичарот што направил, може да направил некоја грешка што многу вас ќе би ве коштало у друга држава. Значи затоа се препорачува, значи припрема на возилото најмалу, затоа од кој ќе го земете на сервис, да го испробате и во градска средина и на отворено, така да возило... Дека има ниво на масло во моторот, вика. Тоа е важно. Вака ќе ви кажам. Значи 8 работи, вика, 8 едноставно чека. Ајде, кажете ги вие ваши. Но нозете на автомобилот се гумите. Добро. Значи гумите прво што треба да ги спремите, затоа што летен период, значи знае да варира притисокот на гумите, а вие пошто ќе патувате, значи гумите мора да се отиде до вулканизер, визуелно да се прегледа и значи вие сте под терет на возилото да се напумпа према теретот кој што го носите. Тоа е првата работа. Сите течности што постоа, значи во автомобилот мора да се од маслото, од хладњакот со вода, значи од прскалките за шофершајмната, од течноста глицеринот во кочници, значи и серво, значи збориме воланот, значи тоа се мора да се провери, да се исконтролира и да се трне на пат. Значи од кој ќе се направи тоа, да се неколку дена да се повози автомобилот и после да се трне на пат. Затоа што за да не ви стане летувањето кошмар. Да. Значи знаете што значи квар у друга држава. Страватно, значи ќе ви се расипе целиот одмор, расположението и се што следува. Така е, да. Значи 2 недели велите пред. Да, обавезно. Значи затоа што може да покаже, сигурно ќе покаже нешто, ако не е направено како што треба. Значи мора да се направи тоа професионално, за да имате простор за да го коригирате, значи да коригирате кварот што можда ќе се појави. Така е. И сега не слушаат мажеве. Така, не го слушаат овој ваш совет. Па види, некои слушаат, некои не, ама после, знаеш, тоа е буџетот, знаете како е за на одмор, ќе ви бидеускратен, а тоа и расположение. Викаш, не, си знам, видов, добро е, гумите се добри. Значи, се тоа што треба, например, кај нас, знаеш како е, кај нас вика, иде на механичар од финансиски потреби, вика, ај само улјето, не филтерот. Знаете што значи тоа? Као да се избањате, а да не облечете, да облечете поново стари алишта. Тоа е тоа. Значи, филтер улје, филтер полен, значи изболимо полен, компресијата и најбитната работа е акумулаторот. Значи, луѓето многу има грешно мислење
дека акумулаторот се расипува во зима, не во лето. Не, напротив. Значи во зима ослабува акумулаторот, а во летен период се расипува. Значи ние увек значи треба на тој одмор да му најдемо на акумулатор, додека акумулаторот работа, он се грее, а никакво ладење нема. Унутра има, сега окей, има по новите возила суво пунење, значи кој што издржува, ама ипак кој ќе останете 10 дена на сонце, знае тој да подоткаже мало. А нашиот возен парк во Македонија, значи знаете како вика, нова ми е колава 2007. Како може да биде нова 2007? Значи, а значи, со фабриката ВАС ви гарантира на цревата, на фабричките црева уградени до 10 години. После, значи, вие мора да ги пробаме стегите, влезот, дотурот на антифриз, значи, затоа што антифризот има поголема клучност на загревање. Увек да си понесете шишиња, значи, со вода, со течност. Ако на пример, зборимо девојка оди, обавезно кабли. Ако кај нас, знаете како зимски период каблите ги става, ги ваѓаат соланците заедно. Значи, каблите, кога се оди на одмор за да не ви испадне, значи, некој непредвидливо палење или непалење на возилото, секогаш ќе си носите кабли за стартување. Тоа е едно од моите совети. Жена знае тоа? Па, можда не знае да смени гума, затоа што... Ама кабли знае? Кабли, да, не е тоа некоја тешка работа, затоа што исто така знаа вулканизерите, значи, да ги стегна гумите, бандашите, со плюс со шипка, што е тоа катастрофа. Значи. Заради тоа што ако ти се... Да, он сака сигурносно ради тоа, ама вие кога ќе останете со мало клуче, од автомобилот, значи мало клуче, тешко дека со рака или со нога ќе може, да е пожелно да имате мала шипка. Значи, а сега новите автомобили, значи, немаат резервно тркало. Значи, немаат резервно, имаат компресорче, кое што у случај да дојде до дупење или бушење на гумата, да му помогне. Значи, мој совет е да се купи сет на секоја бензинска има, од тоа народно кажано по граѓаните, ставање на инекција во гумата. Значи, има 10 патрони што може да ги и тоа лесно се става. Значи, ако е едно например, една рупа, значи се става една од инекциите и лесно се става, и после со компресорчето само ќе си го напумпаш, ама да биде значи гумата дигната. Или по-модерно нешто имате во туби течна гума, значи која се монтира на вентилотот, такво се стиска како дезодоранс на него, се стиска и он се полни. Со пунењето ќе ја затвори рупата на гумата и ќе ја напумпа, значи. Тоа е од помодерните, али и тоа не е лошо да се има. Така. Во кола. Моторот истите овие работи? Моторот сега значи не може значи да тргнете на пат со расипани мазни гуми. Значи тоа е равно на смрт или катастрофа, значи. Гумите мора да си имаат таа шара што треба да ја имаат, значи со вас мора значи пред да тргнете ланецот обавезно и сега дали вие имате патник со вас или сте сами. Ако имате патник, штелувањето е различно на ланецот. Значи исто тоа важи сменјавање на улјето, течноста на него. Ги прават ли луѓето овие работи? Па видите, ги правите секогаш овие работи? Да, јас лично да, затоа што јас сам знаем да го направам тоа, али овие што не знам не е некоја Бог зна каква голема работа или инвестиција. И кога се трнува значи на пат со сувозач, ако имате, значи ќе му ги кажете основните работи кои што треба да прати, да внимава он, значи не е тоа, значи најголемата грешка со путникот што го прави е да ги стае рацете вака, на тоа има ручице некои мотори. Нема, тоа е најголемата грешка, него увек треба да биде, имате на пример појаси кои што служат и има за да се фати со путникот. Значи тоа е една и возачот на мотори, ова значи важи за овие помодарство што се помладиве. Никогаш на пат немој да бидете стегнати на рацете, зашто уште по првите метри, првите километри, на пример, од некако ќе почнете да осеќате бол. Секогаш препорачувам без разлика мотор, кола, да се тргнува са бајле во утринските рани часови, ама возилото вас да ви биде спремно. Значи, све вие само са бајлето да влезете, а не да се враќате за гајбата патлижен да ја ставите, назад дека или сте го заборавиле светлото во ходникот и ред други работи да ви се измешаа нештата. Значи, се тргнува са бајле рано, околу 4 сата, или предходно мало и да се
Ако зборимо, значи путување, за мене путување подалечно е над 500 км. Затоа што јас у еден правец, например, ќе ви кажем као пример, само со точење на бензина, чак и не слагање од мотор, сум извозил Тетово, Београд, Загреб, Риека и назад 1250 км. Без застанување. На бензинска, значи, за точење бензин. Тоа е рекордот. А затоа што вие првите умори ќе ги осетите веќе после 2-3 сати, значи веќе ќе почнете и е пожелно да застанете, да се озвежите надвор, да си понесете. Сега има и неколку цаки тука, ако осеќате голем умор, кора од лимун со лимун под јазик да си ставите, многу ќе ви помогне тоа. Сега да пазите. Бика доволно било 15 минути да отспиете, така имало некој. Не знам дали ќе можете у вручина негде да заспиете, затоа што многу е лошо. Највише страда, значи зборимо и компресорот на климата и тука, значи луѓето, знаеш, сите брза, чека да видим колку возилове ќе ми потроши до некаде да отиде. Значи немојте да брзате без разлика каде идете. Сега ќе ви го кажем примерот, значи што значи Скопје Охрид, значи ќе ви го кажем, ова е негдека пред 4-5 години со еден другар се договоривме, значи јас со Порше кој што има 420 коња. Тоа 310? Да, што оди, да. Добра. Значи турбо, што има 420 и со едно класично ауто од 100 коња. Што значи тргнување, на ние двајца тргнуваме. Знаете за колку стигнав побрзо од него? За 12 минута. Значи, без запирање, не, 12 минута е разликата. Значи, ја не познавам некој што му са битни у оваа држава тие 12 минути. Ништо. Значи, брзањето може да ви направи. Може само живот да ве чини. Да ве чини. Така. Немаме веќе време, ама морам последно прашање. Предизвик некој нов пред себе имате во однос на Значи, мене короната малку ме спречи со тоа, ама ја имам еден предизвик кој што мислим дека пак нема никој да го направи, го се спремам поиќе време, ама пак се работи за друга држава. Значи, ако се деси тој предизвик и да ме фата, може да завршим со казна од 1100 евра или 30 дена затвор, притвор. Па не знам добро, како. што? Па добро, јас сум сакам предизвик и не е нешто страшно тоа. Па да. И ја мислим дека ќе го направам и од кога ќе го направам, Ке ни дојдете пак. па ќе бидем гости. Супер. Фала ви И многу. благодарам за поканата. Да. Благодарам и вам.